Значи, сите се групирани едни со други, меѓутоа тие си разговараат, значи пак комуницираат. Како настана сето ова? Размислував многу, прва самостојна изложба и се до тоа, и решив да биде прикажување на тоа моje истражување, значи тој мој процес. Процес го нареков затоа што сите ние поминуваме низ животот, низ некое течение, низ некој процес кај што ги филтрираме нашите естетски вредности, нашите вкусови, нашите едуцирања во културата, во уметноста и во естетското гледање. Значи, главно нешто што ме поведе во отварањето на оваа прва самостојна изложба беше тој процес. Да, ми рече дека започна со една малечка сликичка таму. Што те поттекна да ја направиш неа? Па, тоа е едно студентско истражување, затоа што неодамна дипломирав на Факултетот за ликовни уметности во класата на професор Благоја Маневски. И тоа беше едно истражување кое е наречено процес без 1, 2, 3, 4, каде што буквално процес кај што тоа мое филтрирање внатрешно, духовно, е токму прикажано и е допрено на тоа дел. И после продолжи понатаму да се развива. Да. Во ред. Кажи ми, дали историјата, од историјата на уметноста што влијаеше на тебе? Па, ова прашање, меѓутоа да е во ред, се сложувам така. Значи, сите ние сме на некој начин поведени од некој уметник. Јас не би спомнала од кого, меѓутоа секогаш имам некоја муза, нешто што ме инспирира и што едноставно ме води или на некој начин ќе застанам пред тоа дело и ќе речам да, тоа ми се допаѓа. Тоа е до мене. Што повеќе те инспирира? Дали она што те обкружува како сегашниот живот или можеби делата што другите ги создаваат без разлика во која област на уметноста и културата? Па мене баш ме инспирира животот. Значи, како што кажав, процесот. Процес на растење, процес на развивање, ќе се родиме како мали и полека го поминуваме животниот процес. Значи, баш буквално така. Овде, во овие платна, е прикажан еден процес на истражување, ликовно истражување, инспирирано на некој начин од секојдневието, од работите со кои сме обкружени, нештата што не обиколуваат. Рече дека тие разговараат помеѓу себе. Гледам дека има некои што се многу малку вознемирени, но повеќето се прилично спокојни, ако можам да кажам. Еден добар склоп и на вертикалните линии, на хоризонталните и светлоста внатре. Каков е муабетот? Емотивен. Значи, духовен на некој начин. Многу од нас ќе истражуваме, ќе дојдеме до некој парче, ќе го покриеме и тоа останува под тоа покриено. Овде, значи, ставив една точка на која се потпирам и стојам за таа точка и сите платна на некој начин се од мене и од она моje духовно чувствување. Тоа е само може да се почувствува. Тоа мислиш дека е најважно за еден уметник да може да се остава понатаму? Па, сметам дека тоа доаѓа од нас, значи ние сме сите различни. Дали ние ќе продолжиме или ќе застанеме на нешто и ќе ставиме точка, мислам дека тоа од нас произлегува. Јас сметам дека овој процес нема да застане. Овој процес ќе продолжи понатаму. Дали ќе биде со нешто поразлично од ова, тоа е сигурно дека ќе биде поразлично од ова, меѓутоа сметам дека ова е еден почеток и едно моје прво представување кај што јас лично го чувствувам и допира до мене. Нешто би сакала понатаму да работиш во иднина, односно ете кога ќе се погледнеш каде се гледаш? Па ете, малце ќе откривам и од тоа што моментално го истражувам, го работам. Јас сум исто и на постдипломски. Сега, значи, ги следам постдипломските студии, односно втор цикл студии на Факултетот за ликовни уметности, на сликарство во класата на Јован Шумковски и моето истражување
ќе го видите наскоро. Може би следната година на почетокот мислам. Континјето, ќе го оставиме. Да. Поред. И уште едно прашање само имам. Замисли дека си веќе во иднината, кога ќе се навратиш назад на некои вакви моменти како што се први самостојни изложби, први дела кои се прикажани во добра критика, нели? Што ќе размислуваш тогаш? Па ова чувство сигурно нема да го заборавам. Значи ова можеби е прв пат, но меѓутоа сите ние сме се чувствувале некако напнати дали како што ќе биде прво излагање, како ќе не прифатат и сето тоа. Меѓутоа ете во иднина да се замислам, значи ова чувство како сега што го чувствувам ќе го носам секогаш со себе. Одговорот на тоа што ќе се случи ако останат само последните 6 македонци, ќе го добиеме во една театарска представа. Signoras, señoritas, buena notte. Tonight, this night, diese Nacht will uns wird präsentieren eine sämtliche Geschichte. One unbelievable story, una veritas soggetto about. Ladies and gentlemen, I am deeply sorry for this accident. I told you before, they are very sad and excited for being here after long years. You know, this was their house once. Večera, 3 kokoški prženi, 2 miletni galaba, jedna je rebica, pak baba ne jala, pak baba ne pila, baba bila zlojasna, pak se ne najala, pak se ne napila. Ci sa ti